Македонско радио, Радио Скопје. Emisija za humor. I satira. Драги слушатели, кога седнавме да ја направиме нашата традиционална емисија на што се смеевме во годината, што пред некој ден ја испративме во мајчината, дојдовме до еден неверојатен, да не речам шокантен заклучок. Замислете си, ништо од она на што ние цела година се смеевме не било смешно, туку било многу сериозно, драматично, очајно, па дури и трагично. Леле, немојте да кажувате никому, но по ова од авион се гледа дека авторот и артистите што ја создаваат хихирику се нездрави типови и деформирани личности, зашто кој нормален се смее на работи, од кој на сите други им се крева косата на глава. Затоа ве предупредуваме. Од сега па натаму и од сега па наваму никогаш да не се смеете на работи на кои им се смееме ние, туку да се смеете кога ние ќе почнеме да плачеме. Господа, пред се сакам на сите да ви ја честитам новата година со желба за личен успех и просперитет на целото наше општество. Да живее говорникот! Благодарам. Во оваа година барам да ги закопаме сите наши неуспеси. Да живее говорникот! Да ги закопаме нашите меѓуетнички тензии. Да живее говорникот! Да ги закопаме сите партиски недоразбирања. Да живее говорникот! Да ги закопаме глатните. Да живее говорникот! Да ги закопаме бедните. Да живее говорникот! Да ја закопаме сета сиромаштија. Да живее говорникот! Да живее говорникот! Да ги закопаме меѓусоседските недоразбирања. Да живее говорникот! Да го закопаме балканското буре барут. Да живее говорникот! Да го закопаме минатото. Да го закопаме! Извинете, да прашам. Да? Да не сте вие случајно гробар? Јас гробар? Од каде ми е таа глупава идеја? Од страв? Од страв? Да. Како почнавте да закопувате, ми е страв сите да не закопате.
Селиме, дали знаеш зашто е панедено парното? Знам, за да се тресе малко. Да се тресеме? Поме, dok sam živeo u selo, nikad se nisam tresao. Paša Zodi, kad ti kažem... A zašto? Zato što sam se greo na drva. Bilo mi je toplo u duša i malo podole. Извини, а каква врска има тоа со подолу, а? Ска? Пробај ти да се сексаш где има парно. После 10 увече па ćeš да видиш какве вези има. Што? Ти на ваков студ мислиш на тие работи? Ба нормално бе, без тога нема живот. Добре бе, а зошто чекаш после 10? Како море? Због чега? Чекам да заспију деца. А ти? А ти? Јас немам гајле. Чека бе? Се сексаш пред деца? Не бе будала. Јас заспивам уште во 8. Куку! Због чега? Пресум будала да изигрувам пингвин. Многу е смешно, многу е смешно. Дали знаеш зошто е понеден телефонот, бе? Па зна се, море, да нас прислушкуе полицајци. Што? Многу е смешно. А дали ти знаеш због чега е пронаđена струја? За да можеме секој месец од Евана да добиваме електрошокови. Ти смеј се, ама јас секогаш кога ја плаќам сметката, плаќам. А дали знаеш зошто е пронајдена телевизијата? Да се сваđamo на куќа, море? Да се карате? А зошто? Како због чега, море? Ја hoćem да гледам фудбал, моја жена hoće да гледа Злочин и казна, а моје деца hoće да гледа цртане филмове. Па што не им купиш на сите по еден телевизор и нека гледа секој што сака, а? Паше Зоти, ти си луд. Паше Зоти. Зошто? Како због чега, море? Па да имам толико пара, па нисам ударен да седим на куќа. А кај ќе одиш? Ќе идем со друштво у нека кафана и ќе уживам. Здраво, живо. О, да си ми жив и здрав, синко. Кој беше ти? Нове. А, нове. А кој нове? Нове. На јастрета Орловски. Го паметиш? А? О, како да не го паметам. Заедно крадехме кокошки. Аха. Како е јастре? Не знам. Како бре, не знаеш? И така. Јастре умре. Умре. Кога? Лани, а ти? Што ја бре, ја па гледаш дека јас сум уште жива? Мислев, а ти ја собрали фамилијава за празнициве? Не. Зошто? Па секој се славеше сам. Сам? Зошто скарани сте? Не, бе, скрајот бе далеко. Па зошто тогаш не сте се собрале, како што рекол Господ? Не можевме никако да се собереме, синко. Зошто?
Па, затоа што син ми Дончо е во Кувајт. Во Кувајт? Да, бежи ми тебе. Син ми се кува е во Фулонгок. Вулогонг? Да, а син ми Бојан е во Квебек. Леле. Син ми Таше бара газ во Сибир. Неверојатно. А ќерка ми Севда. Она е во едно мало градче во Кореја. Во Кореја? Не, чека како беше, не можам никако да му го запаметам името, звучи како вака нешто како... Леле, чувај не, Господе, чувај не, Господе. Па кои ветришта така ме развеале, а? Не се ветришта. Ами што се? Па наши политичари еби ветри, да ми простиш на изразот. Вино пијам, бракија. Вино пијам, бракија. Столче јавам, а џамија. Че не Столче јавам, Не така. а џамија. Васе, Кажи. абе што да ти кажам, многу ли се глупави песните? Кои песни, бе? Нашите, Кои наши, бе? народните бе тиквар. Што? Нашите народни песни биле глупа, бе. Ами што зборуваш ти, бе? Ти си чуток пијан, бе. Јас пијан! Не, јас. Не дај Боже да мухнеш на некој сообраќаец, ке падне во несвест. А ти ако мухнеш ке падне во кома, бе. Како да е? Кај мене ако падне во несвест ке падне од лукот, бе. Да, ти целиот си лук и вода вати, алкохоличената е вати. Глупови биле нашите песни. Глупав бил татко ти што те направил, бе. Абе глупави се кога ти велам. Сакаш да ти докажам со примери? Ако не ми докажеш, а? Па ако не ти докажам, ке те честам 3 тури во ред. Важи? Важи, бе, ај сега, добро, ајде да ги слушам примерите сега. Слушам. Ајде. Прво и прво, тугината пуста да остане. Абе, ти, бе, нормален ли си, бе, ти, бе? Туđината пуста да остане, за тебе е глупава песна. Па, да не? Па не. Замисли, ја колне тугината. Па жо, да не треба случайно да ја благослова. Ајде, и ти си глуп како песната, брат. Ај, сечи се глупа. Абе, да не беше таа тугина, Шо? сега во Македонија ќе имаше уште најмалку 1 милион евра ботени. Така или не е така? Да, бе, мајката, вистина така е, бе. Одиме понатаму. По пату да мале запад прашам, кој пат води мале Мариово. Добре, што има глупо песна, бе, што има глупо? Тој има глупо. Да. Не знае кој пат води за Мариово, а сака да оди во Европа. Господа, чувај да брани. Одиме понатаму. Ајде, Не си го предај која чивлико. супер! Ова е супер, ова е домачинска песна, бе. Домаќинска песна. Па да. Море среќа наша што не ја слушал ММФ. Кој? ММФ. ММФ. Ако Зошто? ја слушаше ММФ, ќе пееме Леле, продај си ги кольогахите, ММФ ќе стои колја за тебе. Не, никако. Подобро нека стои за тебе. Одиме понатаму. Јајде. Оре сокол пие вода на Вардаро. Море сокол пие вода на Вардаро. Па нека пие, бе, пијаницо една, бе. Што има лошо што убав македонски сокол
пие вода на Вардарот, бе? Нека пие, ама за 2 секунди од сокол ќе се претвори во пупунец. Сакаш уште примери? Не, Сигурно? 100%. Ај сега чести една тура. Умреа батко Јорги, аморе джанум, за една чаша ракија. Ова ти се вика песна. Кого гледам, господја Маца. Маца. Да. И тоа ангорка. А што е уште поважно, веќе не сум господја, туку господица. Опа, значи слободна си, а? Слободна, како слободна царинска зона. Живјал си, бе, Маце, живјал си. Ќе ти направам деновиве што се вели една куртуазна посета. Зашто? Зашто деновиве? Па зашто не вечер? Вечер? Вечер не можам. А не можеш или не сакаш? Не можам, многу сум зафатен. Со куртуазни посети? Не. Не, зафатен сум професионално. Како професионално? Ама, бе, Мацо, па многу добро знаеш што сум по професија. Па даночен инспектор, па што? Како па што, бе, како па што? Не притегнаа на работа и нема мрдање. Зошто? Мораме да собираме пари за буџетот. Пари за буџетот? Да, има огромна дупка што треба да се пополни. Па пополни, ти барем си специјалист за пополнување. Маце, не е толку лесно. Сите бегаат од обврските и ескивира, знаеш. Па во старт направивте грешка, бе, Лазо. Која грешка? Па дилетанска. Ако сакавте да го пополните буџетот, требаше да донесете закон за еден нов вид данок. На што данок, бе, Мацо? Па во моментот имаме повеќе даноци од колку што имало во цело Турско. Дишарина. Дишарина? Дишарина? Што се смееш? Колку можеш да издржиш и без дишење, а? Види го. Јас колку? Околу 1 минута. Па никој не може ни толку. Чекай, полека, каква врска има тоа со буџетот, бе, Маца? Каква врска има? Прекинете му го на народот доводот на кислород, па ќе видите. По 1 минута буџетот не само што ќе ви се наполни, туку и ќе се прелее.
neka ti je srećna nova godina, kole. Lele, nemoj da mi go spomnuvaš ime, to trajče. Zašto, bre, kole? Lele. Abre, kaži što se slučilo, zašto plačeš? Bev na komemoracija. Na komemoracija? Ej, kole, prosti, primi go moje to sočustvo. A koji? Jaz. Skrana, Darku, te prašam, bre, koji umrel, kole? Lele. Gospođa Gica. Gospođa Gica? Nema v čest da ja zapoznam. A što ti beše, rodnina? Ne bre, kakva rodnina? Prijateljka? Ne. I švalerka? Ne budala, a što ti ličam jaz? Ti? Na seksualen tehnološki višok? Mnogo smešno. Sram da ti je, nemaš nikakvo sočustvo. Izvini. A koliko godina imaše gospođa Gica? 23. Što? Lele, sirota. A deca? Što deca? Da li imaše deca? Da. Koliko? 64. 60? Što reče, be, kole? Ne spomenuvaj mi go ime, to ti se mo. A bre, čekaj, poleka, bre, koja majka može da rodi 64 deca, bre? Lele, za koja godina rađaše po 8? A 8 po 8, 64. Bože, pa ti, bre, načisto si otkačio, bre, kako može žena da rodi odjednaš 8 deca? Ne znam ko je otkačio. Ko ti reče žena? A mi što je, be, kole? A mi ne spomenuvaj mi go ime to. Dobro. Što je, mislim, ako ne je žena? Svinja. Svinja? Čuvajne, gospode, pa ti, be, idiote, reče gospođa Gica. Da, rekov, ama od početkom njeziniot lik i delo. Lele, sirota Gica. Sega svetот ke za 100 kila posiromav bez tebe, Gica. Lele, dobro, be, kole. A što li se slučilo, be? Ja zgazi šleper? Ne, ja zakla zmejko. Ja zaklao zmejko, zašto, bre? Poradi rumenka. Poradi rumenka, koliko je rumenka, be, kupa? Da, poradi rumenka. Si našao pomlada prasica i ja zakla gospođa Gica bez okce da mu trepne. Lele, a vije? Nije, soseta počit, ja i sedom.
pušti mi ja raka, slušaš me, Što je, Selime? Što se slučilo? Zaleži! Čekaj, zašto se dere ova individua? Tišina, be ti! Tišina! Selime, raportiraj. Gospodine komandire, našao sam ga nanutra, Kade vnatre, be Selime, kade nam? u zatvor be. Pa kaj sakaš da go najdeš u akademije? Jobe, ali ovaj bitangan nije bio na spisak. pušti mi ja raka, Tišina, be! Kako be... Tišina, rekao! Kako be ne bil na spisok od... Bože, zoti ga ti kažem, mu je ušao nanutra, mislim, ih ni to. Pušti mu je rakata! Pa, razumem, Da, stavi mu lisici na dvete. razumem. Čekajte, pa što su napravili da mi stavate lisice? Tišina! Što imaš vo džebovite? Ništa, samo pasoš. Daj vamo da go vidim. Daj mu, izvoli. Tošo Todorovski. Toj sum. Aha, a kako vleze vo zatvor ovbe, a? Kako vleze? Mnogo teško da vi kažem. Mnogo teško, a? Mnogo teško, pa da, vo našive zatvor je poteško da vlezeš, odkoliko da izlezeš. Neverojatno. Ali kako neverojatno, odi probaj da vlezeš pa će vidiš, ajde. Slušaj, Da. Tošo, Tošo, da. nemoj da mi se praviš na Tošo, zašto će ti bide lošo. Molči, Veselime. Molči. Razumem. Vrzi go ovoj kreten, pretane prekole i dvajcat, ajde. Kuku. Znači, ma ne plašete se, ja sam miren kako bajče. Živ ti majić. Mi majče, pitom sam ko bajče, verujem. Ač katališ tamo nanutra be, a? Misliš o zatvorot? Pa, Barav sigurnost. Čekaj, što si baral, što? Sigurnost be komandire, sigurnost. Selime, da li dobro go vrza? pa. Kakva sigurnost baraš vo zatvor, be idiote? Životna. Životna? Da, danes poveće kriminalci ima nadvor od koliko vo zatvorite. Lele mu, kaj da barav spas. Oj stigna me Mozeše, lele se do mraz. Lele mu, kaj da barav spas. Ko stigna me Mozeše, lele se do mraz. Ko stigna me Mozeše, lele se do mraz. Ti to ma pušička i ja si pev do kraj, a za takva dušička sve to ne raj. Pitoma, dušička, ja si pep do kraj, a za takva dušička, sve to ne raj. Koji stigna me Mozeše, lele te do mraz. Драги пријатели, почитувани гости и акционери. Сега, нашиот извршен директор, господинот Мито Левковски, во куси црти ќе ви ги прикаже нашите најнови планови за излез од кризата. Повелете, господине Левковски. Тешичир. Леле Васке, што рече овој му решити, мајка? После. Сега да го слушнеме што ќе каже. Bak şimdi kardeşler, Леле, galiba na site vi je jasno deka cela Evropa evo ćorsokak, što bez beli će ne stigne i nas. Ako Čabuk ne prezememe nešto protiv toj šeitan narečen recesija. Lele Васке, отидов ме јабана. Našava firma Dršnedaj do sega na ovoj Đuzel vilet mu donese mnogo fajde i zato nije će se potrudime ta i ponatamu na celiot milet od ovoj pašalak da mu nosi air. Леле мој Васке, ќе умрам. Пре, не прави такви гримаси. Сите гледаат во нас. Zato, site nije top tan, rešivme da se prestrojime. Čur,
Сега, тоа ќе бара некои да одат курбан. Ама, ве молам, без ѓурултија, зашто тоа од нас го бараат пашите од европскиот пашалак. Аморе, Васке, дај жити, мајка, штипни ме, случајно да не сонувам. А престрпи се уште малку. Што, сонувам? Не сонуваш, ама ќе сврши. Па, на мене ли ќе свршува, Аморе, Васке? Сега, тој што ќе има късмет да оди курбан без негов кабает, ќе добие отпремнина и айлак до пензија. Леле, Боже, да ми кажувал некој дека вакво нешто има кај нас, ќе се скине од смех, не, Васке. Леле, ако те слушне и ти ќе одиш курбан ме доста. Значи, ефенди, само од нас зависи дали ние ќе одиме во дженет или во дженем. И дали нашиот милет ќе не памети како ешеци или како арслани. Боже. Амори, Васке, што му се случило на извршњов? Да не удрила некоја капка, Амори, а? Не бре, не му е ништо. Како Амори не му е ништо, па што зборува вака како удрен? А, бре, будалска работа. По цел ден гледа само турски серии и сиромашкиот зашета. Сус! Ај, нека ви е среќна и весела новата година, господја Мислам. Благодарам. Како сте добра? Па сега. Баш ме мила. А децата? Добри се. Ај, нека се живи и здрави. Мажот? Како прч манастирски. Аха. Швалерот? Извинете, ние се познаваме? Не, но тоа е најмал проблем. Како најмал проблем? Така е, веднаш ќе се запознаеме. Јас сум Менде. А вие овде дојдовте да се шегувате со мене? Не бе, господи, тома работа, јас кај вас дојдов за тоа што имам нагон. Што? Нагон бе, златна, нагон. Каков нагон бе? Природен ме срцка. Да не беше тој проклет нагон, немаше никогаш ни да дојдам. Баш кај мене. Да, ми рекоа дека вие сте давале. Точно. Давам задавања, ама не секому. Ја. Жими тебе, ти не ги исполнуваш моите норми. Ама немојте така, ве молам. А мојот нагон? Слушај бе, сакаш да ти го викна Морде? Море, викни го кога сакаш, сестро, важно да ми даде. Ке ти даде. Орде! Што е, колешке? Дојди ваму, те молам. Што се случило? Овој дивек дошол овде да си го празни својот нагон. Својот нагон? Што си бе ти, екзибиционист? Не, кранист. И, што сакаш од нас? Па, кажав, имам нагон. Кому бе ти нагон? Абе, прво сакаше да ми го истори мене. Потоа рече дека може и тебе. Може, дај ти, мене ми е се едно. Абе, џубре, ако ти дадам, јас бе ќе останеш труден. Разбра? Деве, полека. Разбра? Што си се размрта толку, бе? Ке ме настинеш, мајката. Дај ми, бе, ти, господјо. Гледаш дека овој овде е ненормален. Леле, ке го лежам, колега. Кому бараш, бе, ти, а? Тебе ти барам, тебе. Оди жена ти нека ти дае перверзњаку ни заеден. Кој? Јас? Ти јави кој? Оди нека ти даде балдъската. Леле, абре, вие да не сте мрднати, каков перверзњак, какви бакрачи, јас овде дојдов да го задоволам мојот нагон за обстанок. За обстанок? Да, колку да лепцови сам од глад.
Отворете! Мамо, дојде. Отворете, ей! Мамо, ма отвори. Кој е? Јас! А кој си ти? Pero! Кој перо? Бе, мојот перо, мамо. Уште еднаш прашувам, кој перо? Аман мори жено, Pero, твојот иден зет. Мојот иден зет. Да. А, извините. Грешка. Како грешка? Да, грешка. Сте сгрешили адресата. Мојата ростка уште не е ни свршена. Да, точно. Ние вчера си дадовме збор. Вистина, мамо, си дадовме збори и јас му реков да. Вистина? Само за тоа му рече да? Или за нешто друго? Ова сега, мамо, мислам, како да ти кажам... Мора, ако ти ја зачукам една, ке ти кажам како да ми кажеш гуско една. Се ми кажа. Доста. Извини, доста. Извини, момче. А кој рече дека си ти? Абе, Pero! Кој перо? Вися. Јас! Ама кажи, кој си, што работиш? Јас сум Pero Мастиловски, а ја работам на љубавата работа на светот. О, вистина! Да. А што работиш? Јас сум писател. Што си? Писател? Писател? Да. Убаво реков дека си ја сгрешил адресата, бе, момче. Ама како тоа сум ја сгрешил адресата, ви се молам? Ама така, ние нашата роска не ја раѓавме за да му ја дадеме на Голтар. Како, на Голтар? Па што мислиш ти, бе? Дека и ние не знаеме како живеат писателите во Македонија. Ајде, збогум, со здравје. Ајде. Мамо, ма што правиш, видија? Зошто го тераш? За твое добро, Керко. За твое добро. Ме слушна, момче, а? Да. А дали така мисли и Роска? Не. Нормално. Извинете, а кому мислите да му ја дадете, ако не е тајна? На Коле Тарун. Кој коле? На Коле Тарун? А што работи тој, ви се молам? Не, тој ја има најубавата професија на светот. Што, лекар? Не, пекар. Абе, кој ги измисли овие празници, мамичето негове? Абе, веќе су -2 плати, а плюс 10 кила. Да, бе, вистина. Ние македонците имаме повеќе празници отколку делници. Точно! Знаете што е во сето тоа најстрашно? Што бе? Најстрашно е што тие празници веќе не си ги честитаме меѓу себе лично како луѓе, туку преку СМС пораки. Абе, кој ги измисли мобилките, бе, мамичето негове? За нова година испратив преку 100 СМС пораки. Јас преку 200. А јас преку 300. Абе, чекај бе, па ти, да знаете какви глупости напишав јас, ќе се скине то смење. Какви вегише, а? Мортус пијани чаче. На директорот му напишав да даде Господ да не водиш уште 100 години. А на Којка Берберон му напишав, ти пожелвам и во 2013 да продолжи сите да не бричиш. Убаво, бе, убаво. Убаво, многу убаво. Кога ги праќав, сум ги измешал броевите. И на Којка му го пратив текстот што беше напишан за директорот,
а на директорот му посакав да продолжи да не причи. Абе, мора да си бил мртов А, пијан. не, мртов ќе бидам кога директорот ќе ја прочита пораката. Абе, тоа не е ништо. Што? Абе, како што јас на татко ми му напишав: Стојко, ти пожелувам и оваа година се да ти е преку Стојко. А на мојот лидер му напишав: ти си мој Бог и јас други богови освен тебе не признавам. А, браво. Сега 100% ќе се реваншира. Знам. А таму кај што лидерот мој се реваншира, веќе треба не никне. Аман бе, зошто? Затоа што и јас сум ги заменил пораките и на татко ми му напишав: ти си мој Бог и јас други богови освен тебе не признавам. А на лидерот: Стојко, ти пожелувам и оваа година се да ти е преку Стојко. Ама бе, слушай, па кога ќе види дека е пратена до Стојко, ќе свати дека е во прашање грешка. Аха, грешка. Ама и мојот лидер се вика Стојко. Што леле кажеш ти бе? Па сигурно тој испратил 500 СМС пораки. Не! Што бе? Илјада? Не! Па колку си испратил бе, идиоте? Една, ама вредна. Аман бе, до кого? До жената на мојот живот. До жената на твојот живот? И напишав порака во стихови. Порака во стихови? Види го ти, мајчин. Ајде да ја чуем, ај. Најдрага моја Ленка, остани и понатаму тенка, со нозе како срна и коса катран црна. Ти си ми сета радост, ти си ми втора младост, ти си ми сонце, Ленка, јас сум твојата сенка. Боже! Абе, ние во нашево друштво сме имале поет? Да бе, и тоа влюбен до уши. Јас да и напишам вака на жена ми, ќе ме благословува до крајот на животот. На која жена, бе, идиоти? Како на која, бе? А на која и пишуваше ти, а? На Ленка. Па што се будиш тогаш, бе? Си напишал порака на жена ти. На жена ми, жена ми се вика Васка и клоца како маска. Васка? Да, кога по грешка ја доби пораката што ја напишав на Ленка, ми скокна и ми ги искрши сите ребра. О, леле. Леле, ти си била петкано? Леле Боже, сполај му на господе Бабодавке. А што, зошто? Види, ја уште прашува. Повеќе од 10 пати ти звонев на телефон, бре. Не, вистина. Жи ми било видело. Кога видов дека не се јавуваш, ги навлеков лечкиви и дојдов да видам што ти се случило. А мамбари петкано, што може да и се случи на една баба како мене? Што може да и се случи на една баба како тебе? Да, освен
да ме заведе некој момче од 80 години. Видија, бре, видија, па уште се смее. А мене за малку срцево ќе ми запреше од страв, бре. Зошто Мари не ми се јавуваше на телефона? Зошто? Извини, не тука бев. Не тука беше, а кај беше? Дома. Како дома сега рече дека си била не тука. Па не тука бев, ама со умов, Петка, но... Ба зошто? Се препи за нова година? Не. Да забегуваш, а? Не. Правам некој список, па целата бев некако, како да ти кажам, таму сконцентриран. Список? Каков список? Список на најубавите туристички места на светот. На најубавите туристички места? Да. Слушај. Хавај, Тахити, девствени острови, Куба, Рио де Жанеиро, Крв, Родос, Венеција, Рим. Неапол. Не. Неапол не го запишав. Зошто? Па поради поговорката. Која поговорка? Види го Неапол и умри. Што? Епа. И ти, бабодавке, мислиш да ги посетиш сите тие места што си ги ставила на списокот, а? Па ти си, бре. Будалче, јас секоја нова година одам по туристичките агенции, правам список на најпосетените дестинации од страна на нашите македонски туристи. Аман, море, ни зошто ти е таков список? Епа за горе. За каде? За горе. Чувај не, господе. За каде горе? Епа за кај него. Кога ќе стигнам кај Господа, ќе му го тутнам списоков и ќе му речам: еве, Господе, личен и преличен, бидејќи јас овие места не успеав да ги видам дури бев жива, сакам сега ти да ме испратиш. Како ма да те испрати? Па по наградно, како заслужена душа, праведна. Боже, Ма, што се сепате, што? Леле, бабодавке, да ти кажам право, не знаев дека си олку будала. Зошто ма будала? Зошто? Затоа што и на оној свет е исто како и на овој. Како исто? Така, тие места и таму се резервирани само за боговите и за ѓаволите. Душо, Душо, спиеш ли? Како можам да спијам, бе, Димек, бе, кога ме разбуди? Мајчице, леле, ќе ми запре срцево, ќе ми запре. Зошто, бе? Како, зошто, бе, говедо, кој си ти, бе? Коле? А кој си ти, бе? Лале. Абе, маш тамо, бе, кретено, од каде на бадник, Лале. Епа, изникнав ненадејно да те најдам качен на мојот кревет брачен. На твојот Што крекаш како жава краста, бе? Кај е жена, жена ти? Да. Кај, да знам јас каде, жена ти? Не знаеш, Па да? не бе, жена ми, не сам каде, жена ти. А со кого ми идиоте овде цела ноќ правеше орги, а? Со никого бе, ми мајка цела ноќ спиев како топ. Вистина? Сега ќе ти викнам поп, да знаеш. Топ? Чекај бе, поле, зошто? Затоа што ми се бапна дове. Абе, да, ама, но веднаш заспав во кома. Жити се. А како влезе внатре? Немам појма. Абе, кажувај да не ти го слушам Библијата, еј. Ми се, бе, немам појма. Кажи. Не знам само дека бев мртов пијан, бе. Добро,
Dobro, ovoj pati ti prostam, ali ako te patam drug pat, gotovo je. Otide Jamana. Ajde se bić. A kada je vratata? Levo. Levo. Ajde, gledanje. Što? Mislim, zbogom. Leži mi, majka će go ležam. Izvinete. Što je, pak se vrati? I mi što da pravim be, pa levo nema vrata? Kako je nema vrata? Dojdete, pa ti vidite. Bože, koliko sam pijan, ova nije moj odstavne. Što? A ja se odstrav. Kako vleze ti me nesreću, a? Nemam pojma. Što ti, majka? Nemam pojma. Moram da sam bilo mrtvo pijan. Bože, što može da ti napravat praznicime, da ne znaješ ni od kade izleguvaš, ni od kade vleguvaš. Čekaj, da te prašam. Pa kada se čuješ tije što živat u stanove? Kaj se? 100% i tije se vapnale v tuđi kreveti. Kogaš porano služeše na čest, ako bideš čuvar ti, veren kako pes. Nekogaš porano služeše na čest, ako bideš čuvar ti, veren kako pes. Kakvi vreminja, segde se strav, Site kratci bega, štomke čujata, kakvi vreminja, segde se strav. Site kratci bega, štomke čujata, nekogaš čuvat me, laje me na glas. Sega se odnesova, milaš dedo mraz. Nekogaš čuva me, laje me na glas. Sega se odnesova, milaš dedo mraz. Milaš dedo mraz. Bože, komšivke, kakva ubajna se krije po tebe. Da, komšija se krije, ama nikako da izleze na video. Nemoj taka, komšike, vidi samo kakvi račenje imaš. Lele, daj da gi celuvam. A što ti je tebe, komšija, što te vidi go, lele? Ne prašuvaj ništo, komšike. Kakvi obravčenje. Obravčenje, daj da ti gi bubnam. Abe, dobro, dosta, abe, te molam, komšija, ajde, smiri se. Vidi go. Samo vratčetu, lele, koliko nežno vratče imaš. Ne. Od сега ќе te vikam lebed. Ma vikaj me kako saka, samo te molam prestani. Nemoj, lele me, bože me, abe, komšija. Kakvi usni imaš, komšike. Izgoreni se kako makedonski nesončokledi. Abe, komšija, be, otidok me predalek. Ne, komšike, ušte samo kaj glavata. Сега оди ме кај гради. Не, леле гради. Леле. Ама како не бре, овие гради плачат за милување. Леле мајко, какви сифони. Леле мајко, мила бре. Абе, чак ги рацете. Абе, те ќе викам. Викај, комшике, викај. Ќе се дераме. Леле, абе, леле, ќе се дераме, леле. Дери се. Абе, ќе врескам, не пусти ме. Врескај, сестро, врескај. Уште повеќе ќе ме запали. Абе, комши, абе, тргај се, зашто? Абе, ќе те ударам по едно место, да знаеш, абе, Мавај, те уби ме. Поарно мртав со тебе, отколку жив без тебе. Абе, остави ме, што ги рече, трпе мој покојно, леле, бе. Абе, умирам, абе, Трпе твој покоен, сега во рајот, сигурно лула некоја самовила. Леле, како дупенци. Види го, леле.
Боже, каква јавачка кобила си одзади, леле. Абе, тргни ги рацева од таму, комшијем конју едемо. Ќе ги тргнам ако престанеш да клоцаш. Тргни ги па ќе престане. Бе, досташ, види го штипе, леле бе, не штипи бе, леле бе, мајчице бе. Ти малку си ги стиснала нозете како преснав довица. Абе, попушти. Не попуштам. Абе, попушти само мап, само. Абе, немој. Леле, какви бутови имаш како столбовите на железничка на Леле, станица. абе, не умиреме бе, комшија бе, немој види го, леле. Попушти малку, ма. Абе, немој бе, комшија бе, клетва ќе те фати. Амори, попушти кога ти велам. Не попуштам да цркнеш. А Види го, мармори? беге. А мармори, зошто? Затоа што ме подсетуваш на Грк. На Грк? Да. Попушти комшике, се додека не ми направиш дете. Емисијата за хумор. И сатира. Заврши. Бидете живи и здрави, среќни и весели, и сакајте се, како што ние ве сакаме вас. I love you.